Најдобриот млад научник и му одржа предавање на штипските студенти. Јас истражував една област која што е бежични и мобилни комуникации. Знаеме колку напредуваат бежичните и мобилните мрежи. Додека пред 10 години имавме 2G, сега поминуваме на 4G. Значи 4G е во целосна употреба и работиме на истражување за 5G. Публикувани се неколку трудови со импакт фактор, специфично за таа година беа 4, уште неколку трудови на меѓународни конференции и една патент апликација. И 2 поглави од книгата, не заборавам. Наградата која за млад истражувач е една од најпрестижните, очигледно нуди поттик за надминување на веќе постигнатите успеси и дополнително докажување. Во која што публикувавме уште неколку трудови во списање со импакт фактор, уште неколку трудови на конференции презентирани, меѓу кои една наградена демо платформа во Стокхолм неодамна. Токму и поради ова, оние кои овој пат го минале, со поддршка за нивните помлади колеги. Се надеваме дека таа традиција ќе продолжи, особено во мотивацијата на младите научно-истражувачки кадри кои што продуцираат научни и иновативни идеи, кои што се видливи и препознатливи на европскиот и светскиот истражувачки простор, да бидат промовирани и мотивирани и нашата држава да им оддаде признание. Проектот Најдобар млад научник ги опфаќа сите млади луѓе до 30 години кои се занимаваат со наука и научни истражувања и кои во досегашната научна работа имаат постигнато одредени научни резултати. Истата ја доделува председателот на државата, а Динковски е нејзин 5-ти добитник.